Падна еден од најконтроверзните судии. Кој е главниот лик во најновиот скандал кој го тресе македонскиот правосуден систем? Името на Наке Ѓоргиев практично е синоним со терминот непотизам. Неговата ДНК е широко распостранета низ македонскиот правосуден систем. Мајка му, Лидија Ѓоргиева, била обвинител во Струмица, а на обвинителска фотелја сега седи неговата сопруга. И покрај сите обиди, Ѓоргиев не успеа да се дограби до столче во судскиот совет, само за син му да може да стане судија. Таткото судија се повлече затоа што законот забранува крвно сродство помеѓу двете судски функции. Син му пак, Кирил Ѓоргиев, кој сега е судија, во Академијата за судии и обвинители беше дел од контроверзната генерација на слушатели, која се поврзуваше со звучни имиња од политиката и судството. Минатите гревови на Ѓоргиев не се само непотизмот. Тој е и судија кој доби представка за несовесно работење, поднесена од 10 штипски бизнисмени, додека тој шефувал со тамошниот апелационен суд. Еден од бизнисмените тврдеше дека Ѓоргиев како судија го оштетил за повеќе од 1 милион евра и повеќе пати прашуваше како може тој да суди спротивно на пресудите од 8 судии во пониските судови. Оваа представка, односно барањето за разрешување на Ѓоргиев, судскиот совет ја чуваше во фиока цели 6 месеци, се до моментот кога нивниот колега не требаше да стане еден од нив во советот. Па мораа да ги средат представките. Тие на затворена седница го отфрлија барањето на бизнисмените. Истите судии за кои тој беше без мани, вчера вечер изгласаа да му се одземе имунитетот и одобрија да биде притворен. Не се само бизнисмените, туку и неговите колеги имаа забелешки дека им се меша во работата. Во декември 2022 членот на судскиот совет Ивица Николовски на седница се пожали дека судија му дошол во канцеларија да го прашува зошто води дисциплинска постапка. Една година претходно, во 2021 медиумите објавуваат за средби помеѓу судијата Наке Ѓоргиев и тогашниот премиер во неговата родна Струмица. Наке Ѓоргиев во својот анкетен лист навел дека поседува 2 стана во износ од 90.000 евра, еден во Скопје, а друг во Струмица. На поклон добил куќа од 300 метри квадратни во Струмица, а во истиот град има уште една од 100 метри квадратни. Некој го дарувал судијата и со 12 декари земјоделско земјиште, за кое не е наведена локација. Тој очигледно е голем обожавател на автомобилскиот бренд Ауди, бидејќи поседува мала флота, односно 3 возила Ауди А6.